Пендиков е жртва заради бугарската самосвест или дел од група која води хибридна војна против Македонија. Двајца министри, две верзии за мотивите за инцидентот кој ги запали односите Скопје-Софија. Спасовски и Османи како да не работат во иста влада. Министерот за внатрешни денеска излезе со сосема различна верзија на она што досега беше став на министерот за надворешни. За него сите кои учествувале во пресметката биле луѓе од иста групација, и тие што тепаат и тие што биле тепани. Луѓе од иста групација се и оние кои што тепаат и оние кои што се тепани. Тоа ја докажува таа хибридна војна. И секако дека секој инкриминирачко дејство кое што се прави, државата реагира во овој дел. И ние кажуваме да, не може во ниту еден момент ниту еден граѓанин, без разлика на национална, на верска, на политичка и на било која друга припадност, да биде физички нападнат и да биде малтретиран. И на тоа државата јасно ќе се спротивстави и ќе преземе мерки како што превзема и во овој случај. Овој став на Спасовски е сосема различен од тоној на неговиот колега Османи, кој од Пендиков направи жртва. Се сочувствуваше со неговата мајка, па дури отиде до Софија да го посети во болница. Не ги дочека резултатите од истрагата и дури излезе со скандалозна изјава дека повеќе и верувал на мајката која обвинила дека синот и е натепан затоа што е бугарин. Мене ми е важно тоа што ќе го каже оштетениот и тоа што ќе го кажат родителите, и затоа реков денеска мора да го прекинеме овој циклус на провокации и насилство. Па откако се врати во Македонија, Османи се правдаше дека изјавата му била извадена од контекст и дека ја дал по објавувањето на деталите од истрагата од обвинителството. Токму тоа соопштение покажа дека Пендиков е фатен како дава два различни искази. Првиот пат тврдел дека бил нападнат од три лица кои ги познава, додека при вториот распит тврдел дека бил нападнат од едно познато и две непознати лица. Несовпаѓање имало во исказите на сведоците на инцидентот, но обвинителството тврди дека има обезбедено видео снимки за да го расчисти случајот, на што јавноста уште е во исчекување. Освен ова, за правниците недозволиво беше што Пендиков ја напуштил државата пред истрагата за тепачката не биде финализирана, а обвинителството воопшто не било консултирано.